Првиот уписен рок беше во знакот на средните стручни училишта во однос на гимназиите, покажуваат уписните анализи. Очекувано, училниците најбрзо ги пополни државното средно училиште Јане Сандански. Во Јане Сандански Штип до овој момент имаме пријавено 200 ученици од сите профили. Би сакала да истакнам дека во профилот медицинска сестра е пополнет бројот на ученици, тоа се 75. Доколку направиме споредба од уписот во учебната 2022 и 2023 година, ние како училиште би сакале да истакнеме дека оваа година бројот е зголемен за околу 30%. Добро, ова година помина и електромашинскиот училишен центар Никола Нехтенин. Од предвидените 250 во првиот уписен рок се запишени 170 ученици. Имаме пријавено некаде околу 170 кандидати сега за сега, што значи дека интересот од лани ни е зголемен, со тоа што сакам да истакнам дека имаме се уште слободни места во машинска струка, во угостителско-туристичка и во електротехничка струка, со тоа што смерот електротехничка за компјутерска техника и автоматика ни е веќе исполнет. Во текстилното училиште Димитар Мирашчиев има 93 слободни места. Од нив досега половината се пополнити. Можеме да кажеме дека имаме зголемен интерес за разлика од претходната година. Имаме поголем број на запишани ученици во прва година. Она што некогаш беше најголем престиж, упис во гимназија, сега веќе не е. Во гимназијата Ставчо Стоменски во Штип во првиот уписен рок се запишани 83 ученика. Во споредба со минатата година имаме како бројка опаѓање од 20 ученика. Обшта оценката дека од вкупно евидентираните 758 завршени основци во Штип, над 70% се решиле образованието да го продолжат во средните стручни училишта. Дали процентот ќе биде зголемен, ќе покаже вториот уписен рок закажан за втората половина од август.